Класичниот балет е многу повеќе од белото туту и шпицпатиките. Тој е фасцинантен спој на екстремен атлетизам, челична дисциплина и елеганција која изгледа како да и пркоси на гравитацијата. Разбирањето на балетот како уметност мора да се оттргне, не може да се направи без да се оттргне погледот од физичкиот напор, за да се фокусира во потрагата на еден идеал. Додека спортот тежне кон рекорд, балетот бара трансценденција, претворање на тежината на месото и коските во илузија на небесност или воздушност и една чиста геометрија. Класичниот балет е постојана борба нагоре, тој е духовна аспирација претворена во техника, каде што вертикалната оска на танчерот го символизира редот наспроти хаосот. Тоа е симетрија, сцената станува платно, каде што телото мора да проектира хармонија. Да се биде прима балерина, значи да се достигне врвот на пирамидата, изградена низ години природна селекција, физичка жртва и непоколеблива волја. Да беше балетот религија, прима балерината ќе беше неговата првосвештеничка. Таа е фигурата која ја отелотворува техничката совршеност и уметничката зрелост на целата компанија. Вечерва со нас нашата врвна прима балерина Марија Кичевска-Шокаровска. Марија, добре дојде во Трафика. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Одамна се спремав да те поканам и еве конечно дојде денот. Ке почнам со твоите први чекори. Заврши основно во балетското училиште, нижото, Илија Николовски, и потоа средно, потоа додипломски, постдипломски, значи на факултетот за музичка и балетска уметност. Зошто балет? Не знам, едноставно како мало девојче кога прв пат видов балет на телевизија, некако се заљубив и тоа ми остана токарат на животот. Не можам да објаснам, не било испланирано, едноставно некои емоции се родија во мене и се фатив вака за балетот и не го пуштив никогаш. Кога ќе те види човек вака, во живо, нема друго освен балерина. Тоа е тоа. Ова е како изгледа една балерина. Благодарам. Дефинитивно фантастично, јас сум фасциниран. Како девојче, претпоставам дека кога си мала не ти е ни тешко тоа, нели? Затоа што тоа е толку голема љубов? Да. Не разбираш уште тежината и одговорноста и тоа го правиш чисто само со желба, илузија, нели, на тие фустанчиња, балетски патики, но тоа покасно се развива во една огромна и вистинска љубов без која едноставно не можеш да живееш. Застануваш прв пат на шпицпатиките кога? Уште веднаш почната? Не, претпоставам има некаква подготовка. Не, првата година мислам не, искрено не ни памтам точно, тоа е многу одавна. Живееш со тоа ти, така што? Да, не го памтам тој момент, си ги памтам патичињата, но беа некои тогаш ги нарекувавме скопски патики, значи ги правеа во театар, значи тоа биле сега веќе не се прават, мислам многу години уназад, тогаш значи тоа ни било во моментот тоа што ни било достапно. После тоа дојдоа гришко патиките, па гејнор, значи америчките и така стигнавме до едни убави патики каде што и болката е помала. Нормално. Да, не се удирано на гипсот. На гипсот. Сега јас со патиките што играм, не се со гипс, се со пластика. Така да пластиката е многу поиздржлива
И едни патики имаат многу поголем рок. Век, така? Затоа што некаде прочитав дека во една представа може да се употребат 3 до 4 пара патики, може, така? да, па да. Од потењето, нели, од се да, може да се тие гипсот едноставно да се се растопи. раздробува Да. некако. Има уште многу балерини што играат со патики од гипс, али до нив имаат резерви позади сцена наместено. Имаше една огромна звезда, еднаш кога слушав, нешто разговаравме и ми вика, искачам на варијација Црн лебед и патиката скрос ми се крши. Значи, буквално Посред играње, гипсот, така? да. И искачаш, имаш во Црн лебед 32 фуетиња. Фуете, да, ќе ги зборуваме Да. потоцно. Да. И вика, јас со таа паника, тоа е паника и стрес. Ја менјам патиката, искачам на фуете, почнувам и сум ја ставила обратната патика. Значи, затоа што ние кога ги разгазуваме патиките си имаме Си десна и така. лева и тоа си фаќа патиката лежиште. Така. И она ја ставила погрешната, вика, не знам како свртев 32 фуетиња. Мислам, тоа е огромен стрес, јас тој го немам. Мојата патика не може пластиката да се разложи, да се така да се скрши. Може 2 дена, 3 дена пред представа веќе ја осеќаш до каде и ќе си направиш нов пар. Каде Но- се, каде ги купувате патиките? Мислам, од каде доаѓаат? Кај нас, претпоставам, не се Да, прават. не, ги нарачуваме. Секој може да си нарача од каква Марка фирма се, сака. да. Да. Јас користев скоро 20 години користев Gaynor. Тоа се америчка фирма, многу добри патики. Они први искочија со пластичните Влошки, да ги кажеме, да, да, баш да. напред целиот дел е пластика наместо гипс и ти стоиш буквално на пластиката. Така. И но ги расипа. Не знам што се случи, ја преместија фабриката од Америка Во Кина. не, во Босна. Да, и патиките, ние сега ги викаме босански, се катастрофални. Јас пробував долго време, играв со сите залихи што ги имав од америчките. Мислам, тие си се америчка да, фирма. Да, јасно. И пробав еднашка босански да ставам ги и ми се воспали целата тива и јас ги фрлив и кажав ако не најдам други патики, друга марка на патики, јас ќе престанам да играм затоа што со ова е невозможно. Пензија предвремена. Не, да. И најдов сега користам Санша, тие се прават у Кина, искрено не знам чија на нова линија на Санша, Санша беа исто гипсани, но извадија нова линија на пластика и 3 различни у таа линија подлинии и најдов идеални патики што се како старите Gaynor исто. Преубаво, Да. колку и колку ви е во суштина мачно за да нели да имате и добра опрема, не само Видете, техника. патиката на балерината е 70% од работата. Вас патиката, ако не ви е удобна и ако не ја осеќате како дел од вашата нога, не како екстра патика, Така, како него чевличето, не, дел од вашата нога, од вашето стопало, така. Јас дури халахопките што не се внатре, значи ги сечам цели. Значи тоа не се гледа кога ќе ме видите, мислите дека стопалото ми е со халахопка, буквално за да си го осеќам секој дел внатре Значи, од ги оставаш прстите да те бидат директно прстите, на... не скроз ги очивам предниот дел, го ставам цела вакво и тука само петата ми е од пета нагоре, значи не на пета немам на халахопка, буквално си ја осеќам патиката да Како не дел. може да ми мрдне никаде. То би сакал да видам додека ги се спремате. За време на средното образование, како млада, нели, надежна балерина, престојаваш и во Франција, така, во Париската опера. Кажи ми нешто малку за искуството, би сакал да чуам. Си аплицирав за школото, ме примија, бев, останав некои 4 месеци, се вратив дома. Тоа е една феноменална школа, мислам, една од најдобрите во светот. Ние учиме тука руска школа во Македонија, тоа беше нешто доста поразлично и првиот месец ми беше сериозно така и тешко да кажам. Вие сте со Ваганова, претпоставам. Ваганова, така или Да, ние сме најмногу? Ваганова, а таму си имаат, баш на Париска опера си имаат нивна школа. И они се разликуваат доста во раце, во вакво од руската и мислам преубава школа. И беше едно искуство. Јас имав 16 години.
беше многу строго. Никогаш нема да заборавам дека одевме по вака имаше едни вртени скали, беше новото школо тогаш отворено. И огромни вака вртени скали во еден хол и гледате деца колку поминуваат, ама е штама. Мислам, таква една дисциплина. Мислам, од каде што се гардеробите, да стигнете до салите, вие не можете да бидете облечени по кои халахопки, треба да имате целосни тренерки, значи да носете, не можете да се шитате по тој ходник како сакате или, значи за све има правило е, мислам, баш како што треба, мислам, сите поминуваат, сите. Не сме ние уште таму. Во 90, уште, а тоа зборуваме за поодамна. Многу да. Имаме во 99-та започнува твоето патување, твојот пат во она што е сега Национална опера и балет, во балетот на македонскиот балет, нели на операта и балетот. Како беа фазите низ кои поминуваше? Претпоставам ве примаат директно како солист? Јас мислам дека влегов како солист. Не сум сигурна, мислам дека влегов како солист или одма по влагањето ми го сменија статусот, да. Некако кај нас се знае кој до каде може да оди, кој до каде ќе стигне. Уште од школа више ние сменили школото е. Тоа, извини, ќе те прекинам. Тоа ми беше едно од прашањата. Ти кога едно мало девојче кога ќе почне со балет, се знае дека таа девојка кога ќе порасне ќе биде тоа девојче, дека ќе биде прима балерина, дека ќе биде добра балерина или Па да, има предиспозиции кои ги исполнува, има внатрешна исто танцевалност, нели таа што викаат звезда внатрешта, што не е само нели до физичкиот изглед. Да, и не е само техниката, туку е нели целото. Да. Техниката е задача на школото да те научи. И некогаш некој не успева, иако ги има тие способности, значи после во пубертет кај нас, кај девојчињата исто е ризичен период, кога можеш да се здебелиш, да се окрупнеш, да вакво, но од прилика вака се знае. Значи, доаѓаш во балетот, набрзо стануваш солист или можеби од почетокот и потоа доаѓаш до момент на прима балерина. Да, јас многу рано си заминав од Македонија, некако знаев дека ќе си одам. Бев само 3 години во кои изиграв први улоги имав веќе уште на 19 години. Јас се сеќавам во суштина на тој период, дека брзо замина после неколку. Брзо заминав, да. Ме прати Македонија на едно светско такмичење во Варна и таму јас ми понудија договор за Германија и си отидов и ми рекоа... Така, имам тука да имаш Висбаден во Германија во театарот и подоцна и во Виенската опера во Австрија. Исто имаш договори неколку годишни, така? Да. Сега... Многу случајно све така тоа беше. Да раскажи ми за тоа ми е она што ми е... Да, што ми е интересно. Значи, не си една обична балерина која што игра цело време на едно место, туку те бара. Реално многу балетски уметници во светот ги менуваат, затоа што секое ново искуство и убаво е да менуваш и куки. И куки, така, да. Да, така стигнав до Висбаден преку такмичењето, интернационалното такмичење. Имаше во жири еден што работеше, сите го знаат, Димитри Симкин, затоа што неговиот син е огромна звезда сега. Мислам веќе подолго време. И они така некако ме видоа, го кажа на директорот, ме праша ако може видео да им пратам, тогаш уште беа касети. Значи видео ВХС, да, мислам дека праќа ВХС до Германија и ми пратија договор. Значи не отидов директно на аудиција, но ме видоа на сцена. Доволно е видовме. Доволно, да, и така за некој за месец дена така нешто ми го направи договорот додека ми стигна и јас се спакував и тука у шок беа сите, не те пративме да во Варна за да си одиш, да пративме да представуваш државата и така малце беше незгодно, ама
Да, ама тоа е сепак искуство за тебе, каде што ти отскокнуваш, нели, по тоа. Видете, јас тоа искуство што го добив во Германија немаше никогаш тука да го добијам. Тоа сакав да правам, нели има огромна разлика. Да, што го достигнав, немаше никакви шанси да го достигнам овде. Значи работев таму со професорка која беше од Royal Ballet од Лондон. Значи таква школа, мислам, и отидов сега на една. Они не се љубители на русите, значи на руската школа, да, и ми беше првин беа малце затоа што нормално јас бев од руска школа дојдена, и морав тоа све да го сменам. И правев напори, мислам, не знам како, и беше доста тоа еден тежок процес. И они сите беа, мојот директор беше белгиец, брат му беше главен балет мајстор, исто белгиец, она беше англичанка и они си го има тој европски стил, што се разликува од рускиот и така инсистира нормално, доколку сакам да останам, нормално да си се сменам на нивно и све направив да се сменам, вежбав многу. Да, ајде да им кажеме малку на гледачите, некаде го имам, се обидувам да го пронајдам каде што ги ама еве се секам, значи имаме, да, го имаме Ваганова методот кој што се користи кај нас, рускиот, нели, мускулна сила, експресивен грб, имате тука скокови, потоа го имаме Чекети Италија методот, каде што нели е малку теориска строгост, брзина, па имаме француската школа која што веројатно е нели елеганција, мекост и фокус. И имаме баланчин, кој што баланшин, да, од неокласичен, брз и слично. Го има и од Royal Academy, Велика Британија, вели многу структуриран и педагошки систем присутен низ целиот свет. Значи, кои се разликите? Ајде направи малку една паралела. Видете, кога ќе видите обично балетски уметник, веќе знаете од каде. Значи не треба да збори. Дека е руска. Сега, затоа што многу руси се во Европа и они попримат од тоа европското. И јас морам да кажам дека јас го сакам европскиот стил. Значи и тој начин на вежбање, тука се измешани веќе све тука, и француската школа има, затоа што они се сите имат многу професори кои доаѓаат од различни, значи така, од разни школи, нели, од разни стилови. Да, в компанија вие немате само само руска школа. Не, или само англиска, или само вака, значи јас кога бев имав Симкин даваше руски вежби, она даваше англиски вежби, Вивиан, Томи Бен дава белгиски вежби. И тоа беше, значи, тоа искуство не можеш да го добиеш кога, например, вежбаш само во една компанија каде што се работи само на еден стил. И тоа е едно големо богатство. И секогаш еден стил вас лично ќе ви некој ќе ви ќе едноставно ви полесно ви оди, припаѓате на тој стил. Ние имавме феноменални вежби во Германија од Вивиан, мислам тоа беше, значи сите кога идеме на распоред и гледаме кои, затоа што кој денот ни држи вежби, час, значи тоа така нас ни почнува денот, саат и 15, не, во Германија ни траеше часот саат и 30 минути. Значи точно саат и 30 минути вежбавме сите заедно, машки и женски, и секој, например, Том имаше многу машки час. Значи имаше многу големи скокови и ние сите женски тоа го вежбавме. Вивиан имаше па многу елегантни вежби, англиски вежби, многу убави за женско, мислам феноменални, и вие добивате една јачина секаква. Значи елеганција, и баланс, и скокови, и директорот ни даваше ужасно многу пируети. Мислам, тоа беше, мислам дека пола сат само пируети вежбавме. Така да имавме, тоа беше еден склоп, мислам, совршен за мене, што дојдов само што имав наполнето 21 година, и беше моментот каде можам да се сменам. Значи покасно може би било потешко, али беше совршен момент кога јас све можам да сменам и така и сменив и... Да, мене прашањето, овие ми се споменати школите различните, затоа што сакав да прашам кај нас како се, кај нас сигурно нема вакви комбинации, одите повеќе на една школа, така на руска. Да, повеќе сите што држате, да, повеќе руска школа. Да, јас ги сакам.
европските и тој микс вежби. е баш убав за да ти нели Да, дозволат. и малце тука имав, кога се вратив од Виена, одма отидов во канцеларија и им кажав, видете, Отпор. не мое размислување. Они, например, секоја недела даваат еден човек да држи вежби цела недела. Значи, ја векам, тоа е многу грешно. Значи, никаде во Европа тоа не се прави, но тоа не беше прифатено. Значи, од сега како никога, уметнички директор сега можеш како да го... уметнички директор им го менувам секој ден. Значи, секој ден треба да имате, кога имаме нели можност да го менуваме професорот, бар преку, значи да имате по тројца професори различни во неделата. Да. Тоа никој не го прифаќа овдека и никој не го разбира. Јас не можам, не знам како да го објаснам другаче отколку го имам осетено на себе. Значи, имам искуство од надвор и тоа функционира. Они не се За да не се влезе во една нели бавност, едно исто, само едно исто. Ја не знам како е во Русија, не знам. Најверојатно имаат они во различни сали имаат различни професори, па може да си одберат кај кој професор ќе си. тоа е Одат, можно е да имаат и таква опција, но во Европа не можеш ти да одиш каде сакаш. Така. Значи во таа сала Денес е каде што тој, си, утре е други. да, они ти го менуваат. Значи и во Висбаден имав тројца професори, некогаш по четворица во неделата, а во Виена имавме, затоа што во Виена беа одвоени женски и машки. Значи во една сала вежба жени, во една сала вежба само мажи. Женските професорки држа по 4 тренинзи, значи, или часови, како да ги нарачам, значи, а другото доаѓаше машко и сепак не држеше и машко, значи, и тоа е подобро за скокови, за, нели, за вртешки и тоа Так, пробувам тоа- јас да го објаснам Треба- овде, малце, не знам, а сега мораат така да Сега вежбат, мораат, затоа што затоа што јас се- така да, го, да. чисто и за себе, за мене, јас сум уште играм и сум активна, значи е добро и за мене. Да, тоа сакав да кажам дека си во моментов уметнички директор на Националната опера и балет, уметнички директор на балетот и идејата ке ми беше, односно прашањето што сакаш ти да наметнеш, што сакаш ти ново да донесеш, едно Па тоа е да се едно, смени. да. И тоа е убаво, нели, да можеш малку да направиш нешто што Да. би било поинаку од претходно. Да, исто така сакам да го сменам. Ние сме научени, од 8 ни беа представите, сега се од 7,5. Да, видов Да, дека се сега смени. прв пат ги менуваме и нас вежбите, значи загревањето што ти е за представа, ние 2 сати пред ваква, во 6. Во 6 почнуваме. Никаде не вежбаат во 6. Значи вежбаат 1 сат пред представа. И тоа пробував да го објаснам, не можеш да стигнам. И сега почнувам по пола сат да не менуваш. биде наеднаш, него сега од 7,5 па се од 6, па сакам да го сменам од 7 и они вежбаат пола сат точно. Затоа што кога ќе излезат на сцена, они се загрејани, а не ние да се оладиме и јас се презагревам пред да излезам на сцена и пауза, тоа да. да. И така помалце некои работи што ете, јас ги имам искусено на себе, мислам и тоа се од театри, сериозни театри. Да, тоа видов Шпанија, Италија, Јапонија, Тајван, Белгија, Холандија, еден куп, Да, претпоставам други гостувања. Какви разлики забележуваше? Секаде се супер професионални, тоа сигурно. Апсолутно. Апсолутно, значи Што е нешто можеш да го украдеш од нели од секаде помалку? Од секаде помалку. Па сакам Јапонците имаат дисциплина невидена. дисциплина, невидена дисциплина, мислам тоа и прецизност, таму ако пишува во 30 почнува проба, во 30 почнува проба, значи не во 31, 2, 3, 5, не, сите се пред, значи во 30 више сите Почнува. стојат на местен и на стојат и само се пушта музика, кажува Што ќе се старт работи? и се почнува. Ние малце се викаме, се влечеме, така, тоа ќе треба огромен пробувам, затоа и распоредот, како што беше кај што сум работела, значи е направен до минута.
до минута, значи до таа минута толку почнува таа проба таме и јас сега пробувам моите распореди да ги правам до минута. Што ми кажат каде бе Марија све до минута. Да, ама така функционира. Да, ако еднаш се навикнат ќе продолжи од сега натаму на и до минута пробувам, но до таа минута треба да почне пробата. Не да се викаме, не да се по ходници, па фали некој, па ама добро. Марија, 25 години, ќе дојдеме до тој твој нели јубилеј 25 годишен на кој го одигра маестрално господја Бовари, но претходно повеќе од 1000 представи одиграни. Не знаеш број. Важно е дека имаш повеќе од 20 први улоги, главни улоги, нели си од дете и од Илија во Лебедово езеро, Аурора во Заспаната убавица, Жизел во истоимената, Есмералда, Силфида, Пепела, да не ги набројуваме. Сега, како улога, знам дека сите ти се подеднакво и драги и тешки и се, ама која би ја издвоила како особено тешка или изискателна улога за која е потребно навистина многу за да се подготви? Мене омилена улога ми е во Лебедово езеро, значи јас си го обожавам тој балет, ми е во срце некако, музиката ја обожавам, приказната. Таму нема ништо што е здодевно или што не е убаво? Нема баш, кај стално кажувам, единствена представа каде што можете да искочите и да играте две различни улоги. И променате вие во 20 минути скроз да го промените своето расположение и нели секогаш една улога од дете и од Илија, една повеќе ќе ви лежи од другата. Значи јас секогаш ми вика и како детенце многу си лирична, вака изгледа многу нежно, но мојот карактер воопшто не е таков. Од Илија си повеќе? Јас сум од Илија дефинитивно. Така да имам еден темперамент во себе кој нормално кога си од дете, нормално дека тоа е тргнато, знае секако, но кога искажам на сцена, сепак мислам дека сум повеќе од Илија. Со Тања Вуисич зборувавме за нели дека вие врвот на уметничката, нели умешност на она што сте вие како прима балерини, затоа што токму тоа две сосема различни улоги. Ваму ја имаме воздушеста од дета нежна, и нежна, нели кршна и од Илија која што е нели оган, експлозија. Еве ми кажа дека се чувствуваш поубаво. А тоа одвојување, вие менувате и шминка, менувате и костим? Шминка само Кармен, немаме доволно време да смениме како на филмот. Немаме тоа време, многу е мало, значи треба да ја менувам обавезно шпиц патики. Црни ставаш? Да. Не. Иста боја си се све, само се многу појаки. Затоа што 32 вртења, морам да многу цврста патика, затоа што ако е вакво по пропадната патиката, самото вртење е потешко. Значи, да му објасниме тоа, 32 фует вртења кои што се мора да ги направи нели од Илија во третиот чин веројатно. Да. И во суштина се потпирате на една нога во една точка со другата. Да, вие стоите само на една нога. Значи 32 пати додека се вртите, значи стоите само на една нога, воопшто другата нога не се спушта на земја, значи таа си прави ронт и се собира, уствари ви зима форза да се свртите, а другата нога само се крева, оди доле, горе, и тоа све се вежба. Да, јас ги имам прашувано и Олга и други балерини. Ви се врти во глава, не може да не ви се врти. Ми рекоа дека да. Да, се врти после одреден период, значи првите 16, затоа што сме како две половини. Значи имате во првите 16 осумка и уште, значи во првите 16 не се врти така многу, значи имате некој фокусот е само во една точка, значи гледате, значи вие ништо друго не смеете да гледате. Не гледате наоколу кога се вртите, само гледате во една точка у публиката. Таа е замислена точка, затоа што публиката е црна, нели? Ние не ги гледаме луѓето. Да, имате рефлектори кои удираат директно, значи не е исто да вртите 32 фуетиња во сала. Во сала на вежба. Да, а да ги вртите на сцена и кога сте најуморни. Затоа што тоа е веќе при крај на представата, каде што веќе имате последниот напор што треба да го направите,
али тоа е чиста вежба. Фуетето е чиста вежба и со тек на време мислам дека секој може да го, нели, секој првенец кој има Првенец, да. Да, првенец, да, затоа што другите не ни стигнуваат да бидат и толку уморни за да стигнете до тој умор, затоа што стварно нозете веќе кои излегувате на фуете имаат позади више изиграно и извежбано многу. Некаде кога ги спремав, нели, ја спремав емисијата, вели за да изгледот на небесен изглед, нели, на балерините. Вие сте во суштина спортисти. Пулсот ви е исто како на еден спринтер што нели трча. Со тоа што вие мора да се насмевнувате или тоа е разликата. Независно што вие треба приказна. Тоа е полесно кај спортистите, они стварно некогаш ги гледам, може да си ги чувствата што чувствуваат во моментот може да си го искажат, што кај нас нели не е апсолутно или си назнена или си сериозна или плачеш. Значи точно, каква ти е улогата, така ти ќе се однесуваш независно јас како Марија, нели? Како се чувствуваш? Како се чувствувам или што ми е во моментот. И ајде да им објасниме, она е многу убаво кажано, вика надчовечки ви се секако напорите. Значи тоа е навистина, не знам, немам коментар. Треба да се сокрие треперењето, бидејќи вам ги треперат мускулите како на сите, нели, на спортисти. И вели дека најубаво е да, односно најважно е, не е важен скокот толку, например, кај мажите, колку приземјувањето. Да немаме бум. Како тоа го изведува? Тоа е техника. Значи, што се учи, како што викаме, уште од школа. Значи, колку сте поспремен како играч, толку повеќе ќе го контролирате доскокот. Значи, колку ви е јака мускулатурата, на кој начин го правите тоа. Значи, тоа е буквално тоа што го учиме во школа и нормално понатаму го применуваме и тоа стигате до еден момент, значи каде што тоа треба да изгледа така да вие кога ќе се го допрете подот да не изгледа дека сте го допрела подот. Да се да биде тоа воздушно. Кога станува збор за чекорите, почнувате од мали, почнувате од многу нели млада возраст и прво и основно е андор, односно андеорот. Така. Да им би сакал малку да ми кажеш како да доаѓаме да играм балет за прв пат и се андеорот, тоа се нашите позиции, значи што ги учиме како мали, прва, втора, сите се во андеор позиција. Андеорот значи отворена. Значи тука е таа внатрешна цела мускулатура што ја вежбаме, што кај нас е многу треба да биде многу јака. Ние во класичниот балет не го сакаме андеданот. Значи кога ќе кажете за некој играч леле андедане, тоа значи одма дека е лош играч. Значи тоа е андеорот, колку повеќе го имате андеорот, значи толку подобро и повеќе поголема контрола имате на самите чекори, на секој. И ако го немате доволно извежбано во школа, после тоа кога ќе стигнат комплицираните работи, значи тешки комбинации, тогаш веќе се гледа дека не можете да го постигнете тоа што треба да го постигнете. И тоа се прави све во школа. Дали поради тоа во суштина сте балерините имате оној карактеристичниот од, така? Јас го немам. Го немаш? Не, јас кај некој е појак, кај некој не е толку јак. Го немам, кај балерините викаат дека можете нели како патчиња дека одиме да се изразам. Така отворено, нели? Така отворено, да, затоа што ние така вежбаме. Ама може да се исконтролира, претпоставам. Па јас не одам. Андеор не одам. На сцена да, во сала да, приватно не, затоа што не ми се допаѓа тоа одење така. Како на сцена. Како на сцена, да. Како патче, да, малце, така да... Епалеман. Еполман. Користење на рамената, затоа што кога велат дека рамен играч е здодевен играч. Точно така. Нели, сенките за да се прават. Точно, да. Еполманите се многу важен дел од нашиот танц. Секоја улога бара различни еполмани, значи различен израз и тоа уствари го правиме ние со горниот дел. Нормално чекорите како чекори, но горниот дел ја раскажува приказната
ролата и улогата и стилот во кој што сте. Значи, мениците, позициите на шаките, на лактите, нели, во Дон Кихот имаме вакви лакти кои што не може да замислиме во Лебедово, нели, да застанеме вака, мислам, тоа е, нели. И тоа се тие помани што ги се и важни. Секако и со мимиката, затоа што балетот е и огромен дел е мимика, затоа што вие немате збор, имате тело, движење и мимики. Она движење на рацете Лебедови... Лебедовите раце, да, тие само се дозволени во Лебедово езеро. Само таму? Да. Исто така само таму ни се дозволени рацете да ни се позади рамениците. Што значи тоа? Значи во сите балети раката треба да ни е напред, значи мора да си ја гледаме дали не е во трета позиција, во втора, а во Лебедово не е дозволено да ни биде позади и кога не е горе да биде позади тело, и тоа е еден убав момент во Лебедово каде што само е единствена представа каде што тоа се дозволува. И со туту бело беше нешто во некое, само нели ги има и во Жизел и се, ама има различни тутуа, нели? Белите пачки ги викате вие. Пачка, во Лебедово се пачки, а во Жизела ни се фустанчиња. Се фустанчиња, така. Да, затоа што тоа е сосема друг. Да, устари во прв чин ни се до тука, во втор чин ни се малце подолги, исто на целиот женски ансамбл. Грам ПДД, односно ПДД или танцот во двојка, исто е нешто што преубаво објаснуваш, преубаво зборуваш, така што морам да ти искористам. Во класичните балети, како Жизел, Дон Кихот, Лебедово езеро, кулминација сте вие, нели, во ПДД, односно танцовите двојки на мажот и жената, каде што имаме 4 моменти, влез и ададжо, потоа имаме варијација на мажот за да се шепури, нели, за да се перчи, па варијација на жената, целата префината и кодата. Кодата или завршетокот. Да. Би сакал малку да ми кажеш ти за тоа. Па вака, во секој балет имаме едно ПДД. Сега во Лебедово имаме и ПДД во белиот лебед и ПДД во црниот лебед. Во Дон Кихот имаме едно ПДД што е свадбата на Нелина Китри и Базил. Во секој балет имаме едно ударно ПДД. Баш така ударно, што иде на крај на представа, кога сте најуморни. И тоа е што треба да оставите највише впечаток, да кажам. Таму е точно како што кажавте, дуетниот танц, помеѓу машкото и женското, тука е антрето и ададжото. Антрето може да биде брзо, а ададжото е споро. И после имаме една машка, една женска варијација, значи секој има по минута и пол од прилика траат варијациите, што се доста напорни и тешки. Ададжата траат по 5-6 минути, така, и имаме ударна кода. Кодата секогаш е брза, значи енергична. Обично нели мажете? Таму е фуетето. Не. А таму е фуете? Таму е фуете, но фуете, например, ние немаме во Жизела, немаме во Есмералда, немаме во Дама, немаме во тие, имаме само во Лебедово и во Дон Кихот. И во Дон Кихот. Да, тие се два балети. Не сум сигурен дали сум ја гледал Дон Кихот, многу страшно, ама да, значи првата следна... Да дојдете да гледате. Ке морам да ја изгледам, немам во глава дека сум ја гледал. И со кодата, уствари, е кулминацијата и веќе крајот се нагласува, наговестува крајот на представата. Ајде најотворено, што ми кажа Одети и Одилија, ти е најубавата улога. А вака како балет Лебедово го ставам. Лебедово си го сакам. И Жизел е премногу така. Не, апсолутно Жизела е романтичен балет. Првите е така, романтичен балет. И Силфида исто. И Силфида е романтичен балет. И они се многу слични, и по стилски, и фустанчињата им се скоро исти. Значи, тие се тие романтични балети, преубави, мислам, нема збор, но јас како индивидуа нормално повеќе. Мислам, јас сега ќе играм Жизела на 27-ми, многу го сакам балетот, мислам, на феноменална... Јас ќе дојдам по не знам кој пат да го гледам. На музика, мислам, Чајковски зборал дека кога го направил Лебедово езеро, што за мене е врв.
Значи јас лебедот кога ќе слушнам уште се ежам, влез на црн лебед ми е нешто што саме Целата. Буквално колку и да си и уморен и што и да ти имаш болка, едноставно музиката сама ве крива. Не знам како да кажам, ќе ве буди. Мислам, тоа е таква моќ некој да го направи, мислам, тоа е совршенство. А Чајковски баш кажал за Адам, за Жизела, за музиката, дека е совршенство и дури така, мислам дека, леле, што направи, значи што е лебедова, ништо во споредба на Жизела, што не се слагам. Не јас, значи, ама Жизел милува. Феноменални се и двата, не можеш да кажеш ова е подобро или ова е, не може да се каже. Музиката многу интересно сметат заспаната убавица за врвот во зошто? Заспаната исто, леле, тоа е музиката исто феноменална. Мислам, тоа се трите балети на Чајковски, нели, Лебедово езеро. Триото. Да, и Јорево кршачка. Заспана Јорево кршачка, мислам, како да кажете што е подобро од другото? Може само повеќе да ви се допаѓа едно од тие, како што е подобро, не може да се каже. Не може. Тоа исто звучи клише како мајка со деца, нели? Да. Не. Би сакал да ти подарам една книга која што излезе вчера, се уште не е ни излезена. Благодарам многу. Свежа од печатница, мој превод и во соработка со Јасмина Николска Велковска, и сакам да мислам дека ќе ти се допадне затоа што има преубави приказни за љубовта. Имаме уште време, не завршувам со тебе. Колку сила е потребно, танка си, целата си, кршлива, колку треба да внимаваш да не се повредиш, што е многу лесно да се повреди. Да, многу внимавање за повреди, тоа нема скијање, нема трчање. Не, скијање тоа не никако, башка тоа е во андедан спаѓа. Да, тоа е со затворените. Скијањето, нели, вака скијат, нели? И тоа се овие надворешните мускули, а ние ги користиме, како што кажавме веќе, вие само текочите ако скијате. А ти не смеш така да е многу опасно за колена, за нас колениците ни работат странично, ова работи нанапред, значи тоа е скијањето е многу опасно за еден балетски. Дефинитивно кршење. Да, никако, тоа ролери, скијање. Што друго? Марија, премногу жртви, нели? Премногу жртви сега за ова што го правите, тоа не е жртва, ама за еден обичен човек тоа би било жртва. Да, така да го гледат како жртва, но вие кога ќе се одлучите веќе тоа да го правите во животот, го правите комплетно. Значи тоа го заборавате, не ми паднало на памет да скијам, не знам како да ви кажам, или нешто друго да. Не, иако не сум балетан. Имаме уште многу малку време и сакам уште неколку работи. За разлика од музичар, сликар, писател, векот е многу пократок, нека нив е многу подолг за вас, кај вас е. Значи вие имате нели многу прима балерини меѓу 38-42 години може да се пензионираат. Овој рок на траење во наводници ви го исполнува тој животот во една итност, нели? Грабате улоги и сакате да се. И затоа избегаваме и повреди. И затоа избегаваме. Затоа што една повреда може да ви земе пола сезона или цела сезона, што е за нас многу, да. Една година од тие кратките што се. Толку од тие години што ги имате, да. Многу убаво кажува Михаел Баришников за тоа. Морам да го прочитам. Вели, животот на професионалниот танчер е како животот на некој кој живее во куќа што гори, а тој продолжува да си ги украсува зидовите. Чекај уште ова да Чекај уште ова. Јас имав таков момент, мојата најголема повреда, значи на фуете. На нашата сцена, за жал, беше цела со дупки. Да, сега е смената. И во центарот на сцената имаше многу дупки. Ти 32 пати треба да свртиш фуете. И јас погодив една, втора, трета, пета, тоа стоиш, колку и да си јак. Ја имам екстремно јаки зглобови, иако ми се малечки, ми се многу јаки, имам страшна контрола. И фуете е моја јака страна. И ти не можеш да контролираш на тој умор. 1, 2, 3 и мене коленото ми попушти. Не долниот зглоб, толку го контролирав и коленото. Имав некој 6 месеци пауза, што
Леле, многу тешко ги. Мислам Тага. дека цело време оде во вакво мислам коленото го гледам дека е надвор, а јас пак си викам чекајте Може да ќе одам. свртам. Може ќе можам затоа што тоа очигледно беше морате да направите пауза. И си викаш не може, не морам и пробувате, не ви дава ногата да тоа е. Куќата гори, ама вие значи не може. Марија, што би ни кажала? Имам уште 20 прашања што сакав да поставам. Кажи ми нешто убаво за крај. Се што ти што сакаш? Сакаш да ни кажеш што би нели во еве твојот во следниот период што би правила, што би им порачала на младите балерини? На младите балерини ете тоа да го зграбат секој момент што им е пружен, затоа што кариерата не е кратка. Јас еве кога почнав веќе имам 27 сезона. Јас ќе завршам во оваа, значи 27 професионални сезони што помина, мислам како Нели? Минута. да, така да Во исто време сме почнале, ние го отворивме школата 98-та и една година подоцна, Да. така што тука сме со јубилеите се работат. Да, јубилеите. Да, и Така да. помина брзо. Многу брзо, многу брзо. Уште танцувам, уште све, но нема уште не знам колку многу Така, време телото да биде. самото ќе каже Па, доволно. да, сега е убаво е што сме све е понапред. Така. И сите ги гледам и во светот уште многу играат. Играат повозрастни. Да, во повозрастни години, дури некој подобро, некој, значи што порано било абсурдно, кога ќе наполниш 40 години, да, веќе готово. готово тоа Пензионирана не, балерина. да. А сега не е така и тоа е една добра страна Ти во која. благодарам многу. Јас уживав, одавна не сум благодарам уживал. и јас исто. Многу ти благодарам. Беше вечерва со нас Марија Кичевска-Шокаровска, прима балерина. Жртвите, како што каже и таа, кои за нив не се жртви, кои мораме да ги правиме за да бидеме успешни, не се земаат предвид во моментот на нашето искачување на едно последно скалило на успехот. Тоа е како трњето кај ружата, така и во животот имаме моменти кои мораме да ги надминеме за да се појави на крај цветот. Тоа е силата што не води напред. До следното издание на Трафика ви посакувам убави и срекни денови.